вечер, вие сте со Политиканти, ова е 6-та епизода во 4-та сезона, јас сум Боријан Јовановски. Јас сум Сашо Јовановски, да го поздравиме присуството на Боријан во живо во студиото. Благодарам. Што претходната и оваа сезона ни се случува отприлика секоја пета емисија. И не зимам, сега повеќе време за Скопје и време за, усари, денеска е последен ден од кампањата и наш гостин е вечерва кандидатот на Левица Амер Мециновиќ. Добро вечер. Добро вечер, благодарам многу за поканата. Задоволство е да бидам тука и се надевам на убав разговор. Амар, ние обично ја почнуваме емисијата секој со гостините едно 10, 15, 20 минути ја и Боко дртаме за разни општи теми. Не друго малку и да се собере публика меѓу другото, бидејќи одиме во живо. Меѓутоа да најавиме дека ти во 15 до 8 ќе мора да станеш и додиш, бидејќи завршниот настан митинг што ќе биде тоа вие во 8 часот негде во центар на Скопје. Да, во 8 часот Карши мистер Джек, тие што се заинтересирани може да дојдат да се дружиме и тоа. Така што ние имаме 30 на минути практично разговор со тебе, Што е малку, што оглед на интересот за вас. Јас на почетокот бидејќи слушавме многу проекти, вакви, такви, дебати и така натаму. Јас би сакал стварно малку да ни кажеш малку кој сте вие, кој е вашиот бекграунд, од каде сте, кој е вашето семејство. Така. Кој е вашата кариера? Ова се можеби најубавите прашања кои ги добива во оваа кампања, затоа што покрај многуте политички интервјуа имав и многу лични интервјуа кои беа нели малку полабави од сето тоа политичко, ами од тоа малку дојде премногу, 5-6 пати се објаснував кој сум, што сум. Инаку во најкратка, во највулгарна форма тоа што можам да го кажам, јас сум најтипичен млад човек во град Скопје кој го живее скопското секојдневие и сите негови последици. Јас имам 29 години, доаѓам од Чаир и сум би се окарактеризирал како човек кој повторно го има најтипичниот пат на Скопјанец, кој едноставно преку политичкиот активизам и политичкиот ангажман во општеството доста рано сум стигнал до позицијата на советник во Советот на град Скопје, веќе на 25 години и бев таму 3 години советник и сакам да го посочам ова, тоа беше најдисфункционалниот совет во историјата на градот Скопје, така да имав неверојатна привилегија да присуствувам на 70 седници каде што не се набавуваат нови автобуси, присуствував на неколку седници каде што се носеа буџети кои ВМРО ДПМН ги поддржуваше иако после го блокираше неговото работење, така да во сите тие 3 години едноставно се стекнав со еден впечаток за градските власти, особено во контекстот на ВМРО ДПМН во изминатите 4 години, дека се намерно деструктивни кон сопствените граѓани и дека во суштина се што ние треба да таргетираме на овие избори, а и понатаму е политичка волја, бидејќи самиот град и неговите институции, неговите предпријатија имаат институционален капацитет да одговорат на потребите на... Може ли малку пред да продолжиме во ова? Кој е твојот семеен бекграунд? Мислам, која си, која генерација, што има живеено, како се идентификуваш, кој е етничкиот бекграунд? Јас сум од Чаир, од едно семејство кое е доста просечно во поглед на македонски стандарди. Доаѓам од семејство со еден родител, поточно. Мајка ми работела во македонски шуми од 90 и некоја, цел живот е таму. И во суштина имам израснато во едно семејство со една плата во Чаир помеѓу деца од еден социјален стратум кој можеби, не знам, би рекол на просекот или под просекот на живењето во град Скопје, и тоа ми има издефинирано вака малку низ светогледот, инаку сум етнички сум бошњак, ете тоа затоа што сакавме да го посочиме, но Скопјанец веќе втора генерација, така да тоа е отприлика во некои кратки црти. Сега инаку живеам во Карпош во изминатите години и пол дена, не сум... Кој е твоето доживување на Чаир? Дали као онаа друга страна на Вардар, која што еден блазиран дел од оваа страна на Вардар ја гледа како со некое подценување, или си од оние кои Чаир го доживуваат како уствари срцето на Скопје и со целата негова мултиетничка, мултикултурна комплексност?
Чаир е прекрасно место, особено како човек кој живеел во него. Јас на вистина многу го сакам Чаир, затоа што првично од субјективна поидовна точка, нели, најубавите мемории можеби ми се врзуваат за Чаир, но во однос на неговата положба, ако можеме да искоментираме малку широко, да навлеземе малку во политиката, Чаир едноставно можеби ги има совршените услови да биде едно убаво место за живење, бидејќи е на централното градско подрачје и е слика и прилика за деградирањето на условите за живот во град Скопје. Значи, чирчани се многу горди со својата општина, ама таа општина не е веќе истата општина, мислам дека на која тие се гордеат, затоа што некогаш била на вистина општина која ги давала сите услови за обичниот граѓанин. Јас имам многу пријатни мемории, на пример од детство, дека некако ние секогаш се групиравме во блокови во Чаир, затоа што во тој одреден блок имаше и градинка, имаше и трговски центар, имаше и основна школа, имаше и амбуланта. Јас сум меѓу другото кај амбуланта Чаир, така да Чаир е срцевината на Скопје, ама моментално мислам дека е заболена од приватни интереси. Апсолутно. Турски не баш, иако малце разбирам. Баш. Не баш. Збори пола турски. Тоа е окей. Тоа е мојата перцепција за чаирчанец, која мислам дека се губи како идентитет. За жал, мислам, но добро. Да, апсолутно. Ама јас сум од прекупатна па од Бута, барам, така што знам за што говорите, сето тоа ми е јасно. Едукација средномедицинско па политикологија. Не, JBT. Значи во JBT бев. Зашто ми влегува средномедицинско, не знам. Затоа што Орце е во средномедицинско по политикологија. Се ги помешале, да. Тоа го прочитав за него. Да, тоа го прочитав за него. Значи, да, едноставно бев во JBT во средно таму. Во тие денови на мојот живот, интересно, мислам, јас сум многу рано изидеологизиран. Сега сакам за тоа да поразговарам. Многу сум рано изидеологизиран, би рекол. Како? Која е твојата инспирација? Еве, ќе ви кажам директно. Број 1, животниот контекст, апсолутно, дека едноставно сум видел дека многу рано дека нешто не пасува, таа првата контрадикција на капитализмот, нели? Значи, едноставно, како може на некому да му е волку добро, а некому да не му е толку добро, и мислам дека тоа е некако некоја прва основна оска на што е фер или не е фер ми ја поставила во главата. Едноставно така некако ги ценам сите морални судови понатаму, едноставно дека нема некои вредности кои се над тоа, дека едноставно стварно треба да имаме even level playing field, значи да бидеме сите на едно исто рамниште. Тоа е, значи, првата таа перцепција за идеологијата која имам одбрано, а понатаму веројатно и преку контракултурата, тоа мора да се напомене, затоа што тогаш едноставно во Јосип Броз Тито и во круговите кои си имам движено, ми беа кул анархистите и ми беа кул као тие кругови на луѓе, веројатно преку контракултура, затоа што нели во тинејџерски денови се бара идентитет против нормите. Јас тој идентитет ми го зема вниманието натака, но тоа не значи дека јас на 16 години веднаш ја разбирав целата историја како историја на класна борба, ама многу набрзо дојде, нели, идеолошко надоградување, така да би рекол дека сум многу рано изидеологизиран и ја следам политиката на едно ревностно ниво, значи чисто за контекст, не е дека нешто. Супер. Со отров, гледајќи разноразни видеосодржини, подкасти, ја мислам дека на едно 30 подкасти имаш гостувано последниот. Да, во последно со што одма отпаѓа темата за тоа зашто не ви дадоа пари за реклами, тоа се разбира дека не е фер и така натаму, меѓутоа мислам дека успеавте сите пораки што сакавте да ги пратите, ги пративте. Тоа ни е многу драго. И тоа очигледно за вас има голем интерес. Амар, овдека на масава седат двајца луѓе кои во твои и сегашни години и нешто помлади се утепавме од напор да го срушиме комунизмот. Сега разговараме со човек кој што сака да гради комунизм. И морам да ви кажам дека не само вие тук и целата ваша партија кој поема немате што е комунизмот, бидејќи сте главно родени после комунизмот. Дали не разбирате што беше комунистичкото општество, тој политички систем, тој режим, или го посакувате баш затоа што беше таков како што беше? Многу убаво прашање и има еден конкретен одговор. Тоа е дека историјата е малку комплексна работа и таа се одвива на фази историски кои се долги, кои не се краткорочни. Јас сакам да ве потсетам дека прво технолошкиот развој се условува сам по себе. Значи технологијата е условена само
од себе таа предпоставува дека има фаза која треба да дојде пред одредена, следна и така натаму. Значи технологијата сама себе се развива и се условува сама себе. Не ја условуваат општествените уредувања. Па така, ако некогаш сме го имале робовладетелството, технологијата и технолошкиот напредок дошол до еден момент каде што едноставно робовладетелството теоретичарот се вика Герхард Ленски. Таа е неговата теорија, ма да не одиме во детали. Али, сега, значи, брзо сакам одговорот да го дадам. Капитализмот и националната држава, како концепти за владење, нели, и за општествени интереси, првата победа ја добива, сите ја посочуваат француската буржујска револуција како првата победа на буржуазијата, ама тоа не е точно. А создавањето на Соединетите Американски држави е првата победа и САД во тој момент е најпрогресивната идеја во историјата на човештвото, затоа што е првата земја која нема крал, нели, и сето тоа, додека на европскиот континент се случува француската револуција, па се дешава бурбонска реставрација, па така натаму. Така да тоа што ние го сметаме за идеологија. Не ми беше намерата да одиме во историски. Бидејќи ако одиме тоа ќе ни требаат баш како овие претреси во кои до 3 сата. Сметаме дека тоа е едноставно тенденција, историска и идеолошка. Она што мене ми е проблем е што сте многу популарни кај една млада генерација. Добро. И вие и вашата партија, веројатно, не знам што велат вашите истражувања, меѓутоа 2/3 од поддршката ја добивате од млади. Така. Кои поима немаат што беше комунизмот, а и вие им го продавате во таков целофан. Јас морам да ве прекинам, извинете. Не ме прекинувате. Со толку многу една светкава слика и така натаму, што ќе заглавиме на место од кое што едва се излековме. Например, кажете ми една успешна комунистичка држава денес. Јас нешто ќе ви кажам, затоа што младите кои нам ни даваат внимание, затоа што за разлика од вас кои сте се бореле против комунизмот на мои години, јас за разлика од вас знам како е да бидеш млад во капитализмот и знам како е да бидеш млад без никакви услови за развивање, за социализација. Јас сум видел толку многу мои другари кои биле талентирани писатели, кои биле талентирани механички умови, кои денеска немаат реализиран потенцијал само заради нивната финансиска положба. Јас гледам генерации на млади кои не може да си го решат основното прашање на домувањето и се иселуваат поради тоа прашање. Јас гледам генерации на млади кои мора да бидат млади родители во многу полоши услови отколку што тоа ги имале претходните генерации. Така да нашата тенденција е природен одговор на тоа што ние субјективно го доживуваме овие 30 години. Овие 30 години сметаме дека ни се одзимаат сите можности. Дали знаете вие, мислам, кога веќе правите споредба дека ние сме живееле со ембарга, војни, со добро дека е геополитички, за бензин, па чекаш, па нема ова, па нема она. Па во комунизмот зејтин нема да се купи, па млеко некое во некои кеси кое е полно со вода. И пате, знаеш што, еве ова што ние можеме денеска да го разговараме вака, да ги различни ставови, гледишта, во комунизмот го нема. Добре, ова е плурализам на идеи, додека истовремено во политичката арена имаме пример Левица, која мора да снима рилови креативни за да ја коментираат, имаме ВМРО ДПМН која 7 милиарди евра не задолжи во минатите години, се бориве ние со рилови против 7 милиарди евра. Тоа е плурализмот на идеи кои го имаме ние моментално во општество. Плурализам на идеи на играчи кои не се со еднаква финансиска моќ. ВМРО ДПМН, се извинувам, ВМРО ДПМН, некој да ги ценеше по политиките, они досега немаше да постојат. Тука чукате на отворена врата, не е тоа проблемот. Не, ама сакам да кажам, значи едноставно што ќе биде кога вие ќе освоите власт. И дали би го вратиле комунизмот, односно еднопартискиот систем. Значи тоа е проблемите на овој отворено за го следите ли Меланшон во Франција? Како да не? Па да. Да, на пример Меланшон во Франција, Корбин во Велика Британија. Значи тоа се работи кои сега се случуваат повторно во левицата на континентот и генерално глобално, затоа што тоа што вие го зборувате се вика the third way на Тони Блер, тоест компромисот со капитализмот помеѓу социјалдемократијата и капитализмот, како нели капитализам со хумано лице. Ама тој концепт на Тони Блеризам, еве го гледаме сега Кир Стармер, што се случува со него.
после толку години ја добива најголемата лабористичка победа во историјата и добива крах за година дена. Зошто? Затоа што после 40 години на неолиберализам на континентот веќе не поминува приказната за дерегулација. Здравствениот систем пропаѓа во Велика Британија и треба нели радикална Тоа што говорите не е точно, ама кога малку што не е точно, па дека пропаѓа здравствениот систем. NHS е во криза. British Railways се во криза. Имаат проблем со домување. Имаат проблем со домување. Тоа се се продукти. Меѓутоа наспроти тоа стои комунистичките држави. Кажете која? Северна Кореја е успешна комунистичка држава. Кина ли која што влезе во еден интензивен капитализам е успешна? Или може Знаете Русија? ли, вака јас нешто ќе ви кажам. Да Знаете ли лоцирам која е во една некакви- многу неуспешна капиталистичка држава Македонија? Таму каде што јас моментално се надпреварувам за градоначалник на Скопје, а во Македонија се поактуелни се овие идеи, ќе ви кажам на која основа се, тоа се идеите на заедништво. Значи, ние сметаме дека заедницата треба да дојде пред индивидуата, затоа што индивидуалниот порив многу пати во Македонија ни покажал дека едноставно не тера во насоки обштествени на дезинтеграција на врските кои ги имаме како колектив. Тоа се врски кои се племенити, тоа се врски на емпатичност, на алтруизам, на солидарност. Тие врски во Македонија се раскинати. А што е со индивидуалните права? Нека име честито, ја не ги негирам индивидуалните права. Чисто да се разбереме. И да го довршиме ова, дали би го реставрирале комунизмот? Доколку да Ама речеме тоа, на многу следните тоа, парламентарни избори, ама да. многу сликовито пробувате тоа да го... Не, комунизмот Многу настанал, едноставно ама не сме во Втора светска војна па да правиме СФРЈ после ова. Не, ние настапуваме во парламентарна Македонија според правилата на Уставот на Република Македонија, нудиме Истото тоа го велеше социјалистичка... Мусолини, да ви кажам. Исто тоа што го Ова се говорите. вика ментална гимнастика, Не, а дека му е ментална честитки гимнастика. на Мусолини. Не, исто Ова тоа го публикациите- говореше Мусолини, залагајќи се за социјалистичка држава. Така да, за гледачите, за град Скопје, пазете што гласате во недела. Не, Дали се слушайте, случи? не е ова за да ние ви ги Не, намалиме се шалам, шансите се шалам, за да, гласове. не, се шалам, Не, ако ме апсолутно. прашате, секако мислам дека имам повеќе симпатии за вашите настапи и вашата Ви кандидатура благодарам. отколку за бројни други, тоа Ви не е благодарам. спорно. Меѓутоа, на пример, гледам, бидејќи гледате, последен ден ја се разбереме уште 10 на 15 минути, не мислам да разговараме за решенијата и така натаму. Меѓутоа, во принцип, велите, мојата политика, ако станам градоначалник, ќе биде ништо да нема приватно од сервисите. Се ќе поддржавиме во градот. Значи, тоа што е Зошто е тој концепт? Бидејќи вие не сте живееле во општество кое што се беше државно и се распадна Јас пред спектакуларно. месец и пол дена бев на Во посета Грац. кај градоначалничката Да, ја на знаеме Грац, приказната за да. Грац. И таму на пример многу убави работи слушнавме од овој принцип. На Истото пример тој Грац. во Виена кај што не владеат левичарите. Да, и Грац на пример откупува земјиште, прави комунални згради, Грац го окрупнува својот јавен превоз, едноставно Грац го штити јавниот интерес и најубавиот одговор кој јас го имам слушнато од таа градоначалничка, кој јас овде го артикулирам во оваа кампања, како едно ехо, на една идеја која е поголема само од Македонија, а тоа е што ќе направите како градоначалник за бизнисите во градот. Ќе го подобрам животот во градот. И така ќе им помогнеме на бизнисите. Ние ако и понатаму размислуваме што ќе биде да им се грижиме на кутрите бизниси кои имаат такви профити. Не беше тоа прашањето. Прашањето беше дали да речеме улогата на чистењето на градот не може да биде и со добра приватна Апсолутно компанија. не може. Сте го гледали ли Сопранос емисијата? Ви ги гледам цитатите на Сопранос. Да, многу долго така да време, тоа ама- ќе се случи, ама немојте да се сомневате дека Македонија има некој А вие капацитет сте гледали Фрейзер? да изнедри, Сте го да, гледали Фрейзер? апсолутно. Ама Началник на Македонија Чикаго. не може да изнедри нешто повеќе од Сопранос кога ќе се настанат тие приватни зошто да комунални не може? фирми, затоа што мафијаши ќе ни ги држат, што некои брилјантни умови да не ќе ги држат, не, ќе држат братучет му на Ама гледате овој. што е гледате како Ако ги дадете, гледање на ако овој. ги дадете Гледате како како- градоначалник на братучет му на овој, тие ќе ги држат. И ако ги дадете Емпириски, што се способни и предприемач независни. кој е способен и независен, ќе го држи тоа Да, домакински. ама ние се држиме до историјата на Скопје, до сега што ме одлуките плаши? не Затоа биле се овие позитивни. прашања. Гледате што ме плаши. Ме плаши дека затоа што сме сите соочени со овој голем проблем на корупција, на злоупотреби, на клиентелизам, на партизирање на општеството и така натаму, ќе отидеме во другата крајност, Добро. оваа крајност која вие ја представувате, каде што ќе се бориме против тоа, не обидувајќи се да тие лоши работи ги надминеме, значи да следиме, да апсиме, да подобриме процедури и така натаму, туку да избришеме воопшто можноста за било каква приватна иницијатива,
Под предпоставка дека вие како градоначелник и вашата управа ќе бидат подобри во сите овие бројни проблематични сфери на градот. Тоа ми е Да, ма концептуалното прашање. плашејки се од другата екстрема, ние остануваме во ова и не презимаме ни еден чекор да се ослободиме од оваа екстрема, па да видиме што ни одговара во целост. Мене сте ми, морам да кажам, енигма идеолошка, и јас пак ќе се вратам на тоа. Ја не можам да разберам, не знам дали колку сте вие во тоа, бидејќи не бевте над оној настан, гробот на Енвер Хоџа, например, Енвер Хоџа, кој таа Албанија ја Бевте во гробот на Енвер Хоџа или само не беше, не? мислам, мама, не. Ја девастираше просто државата. Ете тој, човек, и вие одите да дајате почит. Мислам, јас, како ви кажам, тоа е ваш став, ваше право, ваше мислење и така натаму. Но не можам да го разберам. Првично, тоа е толку исцрпена тема, а јас ќе ви кажам, знаете ли кој му даде почит на гробот на Киро Глигоров, единствена партиска делегација за 18 август оваа година, само левица, СДСМ делегација, немаше ВМРО, немаше, така да тоа е најактуелната делегација. За Енвер Хоџа ќе збориме во некоја друга прилика. Добро, за Русија ќе разговараме ли? Мислите дека Русија е модел? Тоа па една друга крајност, еден брутален капитализам, побрутален капитализам од оној рускиот, ја не знам. Таму имаш една олигархија која живее со милиарди и имаш огромен процент маса на луѓе кои едва и преживуваат. Со почит кон публиката, затоа што ова се комплицирани теми, а ние како општествени чинители имаме одговорност да не бидеме половични на сериозни теми. Јас мислам дека ова треба да се развие малце подробно и да се разговара во некоја друга прилика за да би дошле до вистински, а да не настапуваме само со емотивни заклучоци, ако влеземе сега во оваа дискусија. Ќе помислите дека сме се договориле да се ја и Боко иначе ништо да се договараме пред нас. Не, чисто не, ова идеја вас да ве подкопаме така, но макар како вовед во наредната емисија која долго би разговарала на овие теми, бидејќи ова ќе завршат избориве. Јас би сакал да поразговарам. Апсолутно со задоволство. Што мислам дека треба да размислите, не ни бараме одговор на тоа. Вашите настапи да речуваат Македонија од западната матрица, каде што ние припаѓаме. А Западот е единствениот контекст со сите своји проблеми, двојни политики, двојни стандарди, тоа ние повеќе го критикуваме, вие сте помлад, па не сте ни стигнале толку да критикувате. Меѓутоа, далечувајќи ни од Западот, вие практично ја тенчите националната линија на државава, не мислам етнички национална, туку државна национална, патем биде речено американските Соединените американски држави се прајни контрапримерите на националните држави во Европа, пред се Франција и така натаму. Тоа литературата е јасна за тоа. Така што, наредниот пат би сакал за тоа да поразговараме, бидејќи вам ова, знаете како гледам Апасиев, го гледам во неколку интервјуа пред избориве. Вас ве користат како една маскота, не во негативна смисла, меѓутоа бидејќи симпатичен, паметен сте, собирате внимание за да една друга голема цел која мислам дека тој ја има, а со него може треба со двајцата вас да може би да го повикате. Така е, да. Па не знам да го би прифатил. Не оддалечувате од матрицата кај што припаѓаме. А овој народ кој што е збунет, уплашен, незадоволен, циничен, лесно го губи ориентирот. И сега вие прераснувате во една многу влијателна, особено кај една генерација луѓе, а при тоа како да не сте свесни дека таа забуна и каша во главата на крај ќе се одрази врз други многу битни темелни вредности кои Македонија мора да ги негува, да завршам без разлика кој е на власт. Така ве разбирам. Човековите права, континуитет во индивидуализмот, човековите права, западниот начин, интерес на Македонија биде признаен како нација. Се што ни дошло од исток не признавало. Ни како држава, па ни како етнички македонци. Човекови права, индивидуализам и геополитички цели се сосема три различни работи кои немаат преклоп. Мислам, можат да имаат вен диаграми, ама вака феноменолошки не можеме да ги ставиме во една категорија. Заради тоа што немаме многу време, јас ќе ви дадам еден одговор од една лична перспектива, затоа што мислам дека знам, ја разбирам поентата на ова. Јас сум роден 96. Роден сум, да направиме едно сижење емисијата, нели, кој сум јас. Јас сум роден 96-та во една генерација во центарот на градот, во урбаниот дел, така да уште од 6-7 години имам контакт со забавна програма од Западот. Јас конзумирам западна програма, англискиот ми е малтене како мајчин.
имам поминато ни сите вести и медиумски извори на западните медиуми, до ден денес конзумирам. Јас најголемиот дел од медиумите кои ги читам се западни медиуми. Јас не се информирам за светот преку Тајм-МК, ама не сакам да ви кажам контекст, значи јас до ден денес конзумирам западни медиуми да се информирам, така да мене целиот живот, мене ми е апсолутно јасна целата таа идеја. Значи мене не ми е тоа отуѓено нешто од мене. Сум присуствувал, сум учествувал во младински организации каде што тие идеи се имплантирале кај младите. До ден денес имам јас пријатели низ овие организации. Сега ќе ви го дадам конечниот одговор. Океј, кул, мене ми е сето тоа јасно. Јас не сум против интеграцијата на Македонија во Европската унија. Ама не можам и да бидам слеп дека мојата генерација 30 години гледа дека ние зборуваме за апстрактни работи. Ние зборуваме за апстрактни работи, па јас како граѓани на Македонија ја делам истата фрустрација тоа што сме ние корумпирани. Па мене не ми е добро нас што здравствениот систем не ни функционира. Јас сакам да живеам во подобра држава, ама како тоа да го видам низ вистинската политика кога 30 години се разговара за некои апстрактни категории на идентитети, на јазици, на значи јас не можам сакам да ви кажам само секунд, сакам да ви кажам каде се раѓа ова чувство. Некој што ја исчашил. Ама не можам ја да му мислам на тој што е исчашил. Ја имам 30 години позади мене, тешки како генерација. Вие треба да ја доведете на место дебатата токму за вредностите за кои зборуваме. И во таа смисла, јас не сум чул од вас некоја интенција, да инклинирате кон, имате вие, не мора да е во Европскиот парламент, овие семејства левичарски леви. Сме во асоциација. Имате разни варијанти. Ама сме во асоциација со Европската левица. Со која Европска? European Left, The Left, на анкети на Europe Elect која се покажуваме, која му покажува на ВМРО, ЕПП и на СДС која му покажува ПЕС, на нас ни покажува Лефт. Ние сме во асоциација со Европската левица, имаме комуникација со нив, апсолутно, да. Која не ја поддржува барем Русија, например, во случајот со Украина. Ама вие ја наметнувате Русија како да ни е единствена тема во светот моментално, значи ние побитно ни е прашањето за илустративна е. Само како илустрација. Да, али што сакам да кажам? Што сакам да кажам? Значи, за инклинацијата на целата моја генерација, само секунд. Значи, нихилистички е ова што се случува со прашањето на интеграцијата на Македонија во Европската унија. Ама кавкаевски, ова е процес, ние одиме од судница во судница и парница во парница. И што е алтернативата до тоа? Да си гледаме како да ги подобрим условите моментално. Јас сум сигурен дека ако во нашите умови, ако ја поставиме вистински равенката, левица е најпроевропската партија, пошто левица е единствената која сака да ги раскине коруптивните врски кои нас не држат. Носеше Европа дома, Мицковски ја носеше Европа дома, и си уште ја носи. Добро. И вие ќе носите вака Европа дома. Ние сакаме дома да биде убаво место за живење. Значи прво корупција ни интересира да се. Ние сакаме да биде убаво место за живење. Ама сите ние сакаме, ама досега нашите опции кои сме ги имале досега, кои овој народ ги бирал, кои нашата генерација ги гледа, тоа не се тие. Тоа не се опциите кои сакаат. Треба треба да седнеме на подолг разговор, апсолутно. И порелаксирано, уште едно прашање. Ајде. Како урбани, млади луѓе кои претпоставувам треба да внесат еден нов квалитет во политичката култура, политичкиот диалог и така натаму. Пака едно прашање. За мојот однос кон мицковизмот нема потреба да би го објаснувам во оваа прилика. Но мислите дека е долишно да се излезе со она парола на мицковизмот? Мислам дека незгодно ми е да парафразирам. Ќе ви одговорам, пред да ви одговорам, сметам дека Левица имаше најпозитивната кампања во овие 3 недели, значи додека СДСМ и ВМРО да помене си вадеа прља вежи, си монтира кој што кажал, ние имавме само секунд. Имавме една убава кампања, а токму за тоа ќе ви одговорам преку еден цитат на Славој Жижек, од кога тоа левицата стана главен во одбрана на општествените норми. Од кога тоа левицата е заштитникот на општествените норми? Тоа е работа на десницата.
Тоа ние Не не го разбрав. третираме. Сака да каже конзервативните квалитети Апсолутно, на општествените општеството норми, тоа е се- работа за десничарите, ние не им грижиме многу Ама, на општествените норми. бидејќи саатот Да, а стварно 13 треба да минути идам, по 8 да, треба да. да ослободиме. Да ве цитирам на едно место, велите дека политиката е трка по внимание. Се надам дека вечерва, макар што 30 минути разговаравте, привлековте внимание. Апсолутно. Ви пожелувам да имате добар изборен ден, па се надам дека ќе се видиме или како финалисти во вториот круг за Гравачалик, или Се кога ќе надевам и победат јас, избориве на подолга сеанса. Може и Апасиев ќе прифати така, бидејќи мислам дека е важно да ги продискутираме овие работи за кои што вака малку гребеме, чепкаме Секако. да реферираме. Има. За мене многу прашања останаа повторно неодговорени и нејасни и бев стварно љубопитен. За мене многу работи И- недоречени, и- така и- да и- и ќе љубопитството- кажеме. И љубопитството на вистина останува, бидејќи сакам да Се согласувам. Да дознаеме Сакам една ние, финална преку- порака, ако преку може нас само и- за... Ајде, ако е кратка, Да, не многу задоците. кратка, да, за вашите гледачи. Значи, прво ви благодарам вам за поканата. Искрено ми се свиѓаше овој разговор каде тргаше. Ќе беше убав разговор и сакам да го имаме, нели, во следната прилика кога ќе имаме да ги разглобиме овие работи. За вашите гледачи само сакам да порачам дека мислам дека сите знаеме веќе како стојат работите, не мора да се правиме паметни, градот е во лоша состојба. Во недела ги повикувам Скопјани само да се изборат со апатијата и со индиферентноста, да излезат да ја одберат програмата и платформата за која тие сметаат дека најдобро ќе им ги представува интересите, затоа што ако не го направат тоа, некој ќе го направи за нив, како што и посочив денеска на завршната пресконференција, така да мојата финална порака е да ја преземеме судбината во своји раце и секој поединечно да го искаже својот глас на овие избори. На господинот Амар Мециновиќ му благодариме, да најавам само дека 30 секунди ќе имаме шпица, додека господинот Амар се проби, јас сум дебел, покрај мене да побиде, ба ќе ме покриме. се враќаме по малата пауза за реклама. Кој ги немаме, ама ќе биде шпиц. Амар, благодарам. Благодарам многу. Еве го испративме Амар Мециновиќ да го направи својот завршен митинг, мислам дека негде околу Мистер Джек во центар, така што тие што речено, живеат таму, бидете слободни, ќе биде таму веројатно за 10 на 15 минути. Борјан, чепнавме, мислам, ја стварно немав намера со Амар да разговараме за автобуси и собирање ѓубре, бидејќи стварно види го одгледав на не знам колку подкасти, гости на овој дневник, гости на овој дневник, мислам до тука ми е, ние се сведовме, ако смеам да констатирам, на бирање градоначалник кој ќе го собере ѓубрето, што е една прилично, како да кажам, минимална. Ма не, за мене јас лично имав љубопитен сум и понатаму. Мислам прво еве, јас сум левичар по некоја своја нели вокација, инклинација, не знам како сакаш тоа да го дефинираш и да, социјалдемократите не сум сигурен дека знаат што е социјалдемократија. Социјалдемократијата, онаа што беше во 70-тите, не сум сигурен ни дека во Европа веќе. А и дали е можно исто така културите прашање? ги успева да ги пофати, да ги врати назад во некаква кондиција. И да, потребна е нова енергија во таа левичарска идеологија, но јас оваа левица не можам да ја еве, за жал, стварно имаме многу малку простор, бидејќи тоа е една тема која бара повеќе елаборација. Амар е очигледно интелигентно образован човек, кој мислам Ќе продолжиме со него, апсолутно, треба после изборите да се види. Момче кој се разговара. И е известна свежина во така, овој. но
апсолутно е многу важно да се дефинираат во тоа што е лево. Бидејќи знаеш, левица, па сега Евер Хоџа ли е, Путин ли е, кој Путин оне доаѓа од комунизмот, но е создаден од една дивјачка олигархија во Русија која патем така се однесува кон Украина. Знаеш, таа дилема, например, јас не можам да сватам било кој македонец кој поддржува, например, Русија. Затоа што ние некако, тоа сме го говориле во подкастот, некако по ова ние судбински сме врзани со Украина. Они се исто изложени на таа негација на идентитет, со тоа изложени се нападот на нивниот идентитет со тенкови. И во таа смисла тука кај нас би требало 100% поддршка да има, да речеме, Украина. И тука не можам да ги пофатам. Например, Берни Сандерс ли е, Корбин ли е во Англија, Меланшон ли е во Франција. И како да има како да кажа, неразјаснета, матна ситуација. Убаво е што го има тој бунтовен дух. Стварно го поддржувам, ми е симпатичен, што сакаат да се неконвенционални и така натаму. Но сепак во даден момент мислам дека ќе треба да се дефинираат. А и околу ова, сега откривам дека овие се генерации кои се отруени со една погрешна дебата за Европската Унија. Дека они се жртви на манипулација која и социјалдемократите и ВМРО ДПМН ја правеле со прашањето на Европската Унија и прашањето на европските интеграции. Во тоа придоноси и Европската Унија, во ширењето на целата конфузија. Се разбира. Меѓутоа, точно во право си, тоа ќе треба да се разговара уште многу. Види, да продолжиме во таа насока. Еден од најпрононсираните левичари во Македонија се вика Бранко Црвенковски, не знам дали го памтиш, искористи прилика да седне дедовиве и транспарентно да се слика намерно праќајќи порака, бидејќи јас и ти го знаеме Бранко Црвенковски доволно добро, иако можда ја не сум го видел со години и така натаму, намерно седна пред избори да испрати антиседасамовска порака. Всушност, таа е антиседасамовска на ова СДСМ. И се разбира, тој избегнува да излезе и да образложи сето тоа, не дали би дошол кај нас на разговор, него не оди никаде, но сака да забоде нож секогаш кога може на еден крајно опортунистички начин. Ќе отиде во Охрид, ќе седне со целото ВМРО локално рководство, па потоа ќе се слика со носителот на листа на Знам, па да, и онда цела држава бруи. Тоа е неговата, се што Бранко Црвенковски, целата негова амбиција се сведува да биде некаква сива еминенција. Не, грешиш. Окей, тоа е моје мислење. Чекај да ти го дам, да ти го уточнам мислење. Да биде некаков Лазар Колишевски. Не, да ти го уточнам мислење. Тоа би сакал да го поразговарам со нив. Тоа е комунизмот. Бранко Црвенковски е дете на посткомунизмот. Он тој, или не е ни пост, он е неокомунизам. Тоа е ова матрица на Милошевиќ, тој тип на комунисти, ама не загребачки и љубљански, каков што беше, например, Јужна школа. Ваљевска школа. Ваљевска школа. Чекај, види, ти кажам, мислам, добро, ај сега тој муабет да не го отвараме, без негово присуство. Без негово присуство. Убаво би било да седне човекот и да поразговараме. Ова што сега го прави, мислам дека е многу по-просто, па дури и простачки, ако сакаш, го мрази Заев. И го мрази се што го потсеќа на Заев, а Филипче секако не се ни труди да се одлепи од Заев. А зашто го мрази Заев? Затоа што Заев ја превзема под наводници партијата на начин кој што Бранко не беше во состојба да го предизвика. Да го пресретне, не е предизвика, го пресретне. Затоа што сакаше биде Лазо Колишевски кој управува со Глигорije Гоговски, со извршниот совет. Ме разбира, тоа е. Можда има и елементи на тоа. Ќе го земам овој Струмица, ќе ми држи тука столчета, а ја ќе биде полош од мене. Ќе го управувам. Да. А овој го откачи. Не само тоа, него овој и
постигна поисториски работи од колку што постигна Бранко Црвенков. да. И мислам дека ова сега што го прави, пази се оние што види се, а ти имаш генерации на Амар Меценовиќ кои што немаат поима за ова за што разговарам, кои што се повеќето од нив родени по не знаат никој е Кирил Григоров не го видел ги така. Не е битно и тоа е нормално. Младите генерации не треба да имаат познавање за овие работи. Меѓутоа во овој случај мислам дека овој прави се што може и веројатно ќе ја зајакне таа, ќе ја засили таа кампања после поразот на СДСМ ако се случи на овие избори. Така е. Он сега ќе се обиде да наплати она да double down што викаат, па не да ќе седи по кафеа ниту кој. А притоа нема храброст, види. Да излезе јавно. Не само јавно, туку да каже јас имам намера повторно да се вратам во политика. Што, види, човекот не е ни престар, он е 60 и неколку години, што е една зрелост политичка и животна сосема нормална. Значи, нема храброст, и он има искуство кое што е долги километри во политиката, без разлика на резултатите, тие може секојаш да се коментираат. Меѓутоа, кукавички, знаеш, онака од сенката на бивши председател и председателски кабинет, седи внесува збунки, точно знае дека на 2-3 дена пред избори тоа што он ќе го направи ќе биде тема. Лазар Колишевски, мислиш? Абе, не беше Лазар Колишевски во таа... Немаше ни ваков амбиент, ваква средина, медиуми и така натаму. Немаше социјални мрежи. Тоа е тој тип, како ти кажам, на една византиска анахрона школа. Ама знаеш како Борјан да ти кажам, ова сегашно во ВМРО што го гледаме, ова сегашнава кампања на ВМРО. Тоа е точно измислена кампања за противник Бранко Црвенковски. Бранко Црвенковски е затоа овој дечко, затоа овој Амар и Левица постигнуваат многу повеќе внимание бидејќи имаат комплетно поразлична кампања. Ова што сега го прави ВМРО, па и СДСМ. Тоа е како да сме го гледали од 90-тите години. Здодевно, напорно, со ширење на нон-стоп една непристојност, една неграѓанство. Денеска гледав еден клип, ја и не знам кој е човекот што тоа го зборува, меѓутоа беше навистина извореден. Штета е што не би можел сега, ако да не трошам време да кликам овдека да го барам и така натаму. Види, излегува еден и на некоја од овие дебативе, вика вака. Абе слушайте, вика, зошто ВМРО ДПМН ни вели дека кога ќе победи за градоначелник во Скопје за 2 недели, за 70 и колку часа ќе го исчисти Скопје. А зашто денеска не го исчистува? Председателот на ЗЕЛ се ВМРО. Директорите на сите јавни предпријатија се ВМРО. Владата е ВМРО. Значи нема начин да ги сопреш ако сакаш да чистат, треба да излезеш да ги блокираш со демонстрации ако сака да го исчистат ѓубрето. Зашто чекаат? Како сега? Може ли да го пуштам твитот? Видеото. Ти го имаш. Во потке го пуштам во мислам стварно. Не, ја не го знам човекот кој е, он дали е кандидат за нешто и појма немам, гледам дека е некоја дебата е. Меѓутоа стварно види неверојатно здраворазумска, она common sense што викаат. Види кај тебе дали? Да. Ај пушти го жити Бога, баш ќе биде интересантно, може да не го виделе. Да. Сакам да ти кажам, знаеш како, кој ќе ги спротиставиш на такви common sense прашања, одеднаш целата оваа PR стратегија, у која се трошат стотици илјади милиони евра за да се дова пораки, пак ни се обрати Мицковски со почитувани граѓани. Секојаш кој се па нешто глумата пред камера, не знам да го гледаше денеска има не можеме да го коментираме, па како немој да гласате за други партии, они тоа ништо нема да. Што да ти кажам, како да минати време онака прегазени од се. Доброто е што има избор сега. И наш многу го слушам ова го цитираше ти Злате и колумната него. Немој луѓето сега да се жалите, немаме за кого да гласам. Значи така е. Не сакам да бирам меѓу СДС и ВМРО, едните и другите. Има кандидати и партиски и независни. Така е. Мислам дека и овој Горан Марковски кој ни беше гостин исто така привлече човекот внимание. Листата ги гледам на независните во Карпуш, независните во Центар, ги гледам има во Битола Габриела, како се вика има избор просто, едноставно има избор и луѓето треба да излезат да гласаат. Тоа е многу важно, мислам. Па после ќе да видиме што е, али стварно не е.
може да се сведе на, како кажам, ќе го заисчистам градот за 72 часа. Чиста демагогија. И после 80 час што се случува? После пак ќе има грујоби, значи И при тоа како што зборувавме, не слушавме ништо посериозно околу некаква кои се плановите, перспективите, како градот ќе расте, он расте, како таа негова инфраструктура која е креирана пред после земјотресот, што со неа, мислам како да кажам. Кога е клучната завршниот став на Мицкоски, го читам буквално од збор до збор. Имаме две понуди. Со едната одиме назад, со другата се одбира вистинскиот избор. Прво видеа глупоста се одбира вистинскиот избор. Тоа мислам една неписменост, онака баш неписменост. Од друга страна види ова го говори човек кој што со истата оваа енергија ни ја нудеа Данела Арцовска пред 4 години. Да. И сега ти да излезеш и кај, тогаш вика имаме две понуди, со едната се оди напред, а со другата вие ги гледате се по 4 години, иста е пораката, влакото не му фали. Не, мене ми е најсмешно се ми е пред се човек. Да. Прво човек, а после градоначалник. Градоначалник е животно. човек, не е човек. Тоа што е тоа. Го имаме ли видеото? Ајде, пушти го видеото, малце забавно е да се овие што него одгледале, таман им се допаѓа. Да, многу јасно се кажува све човекот. Самиот премиер излегува со Опци Георгиевски и велат дека градот Скопје ќе го исчистат за 72 часа ако победи Митрополија. Зашто сега не го исчистат? Кандидатот за градоначалник на Скопје е председател на ЗЕЛС. Управниот одбор и председател на управен одбор во јавното предпријатие Комунална хигиена се кадри на ВМРО ДПМН. Владата е предводена од ВМРО ДПМН. Што ја спречува сега владата, ЗЕЛС и општините во градот Скопје да прогласат една условно кажано вонредна состојба, а состојбата не е условно, де факто е вонредна со хигиената во градот Скопје, да назначат повереници во јавното предпријатие Комунална хигиена, односно преку управниот одбор, ако веќе директорот кадар, не знам, од ДУИ или од каде да е на Даниела Арцовска не функционира, да му ги одземат ингеренциите преку управниот одбор, преку председателот на ЗЕЛС, останатите градоначалници во градот Скопје да спроведат акција, бидејќи состојбата е стварно алармантна, нас вистина се соочуваме со можности на заразни болести, се соочуваме со потенцијален екоцид, со што не превземат акција да го исчистат градот Скопје за 72 часа. Ете, толку јасно е. Мислам, појасно од ова не знам стварно Ја него не знам што би додал. Велат дека е кандидат за СДСМ на Ѓорче Петров, не е важно, мислам. Човекот стварно има брилјантна здрава логика која вика се извидувам зашто трошиме овдека. Елементарна и ја разголува целата демагогија, и тоа е луѓево треба, не знам, стварно да замислат, барем, знаеш, гласа е за стварно за кога сакаш, ама мене ми пречи тие обиди за манипулација кои со веќе стварно созреавме како би требало барем да сме веќе влезени во фаза на зрела демократија, каде што постои некаква елементарна, не знам, критериуми кои те штитат од тие манипулации. Како ти се чини, како ти видат? Барем да вложат повеќе труд во креирањето на демагогијата. Како ти се чини ќе бидат резултатите? Што мислиш дека ќе се случува? Види, мислам дека и ВМРО и СДС ќе изгубат гласови. И тоа значајно. Ме интересира како ќе помине, например, она во Чаир, тоа е дербито. Да. Тоа е дербито, ако не знам дали имаше прилика да ги гледаш Меджити и Бујар Осман. Јас ја гледав целата дебата. Не ги гледав, видов дека пишува на многу народи, Бујар имаше собрано на не само тоа, него мислам дека во дебатата беше секако подобар. Мислам он е инаку поартикулиран отколку Меджити, не дека Меджити е глупав, туку мислам дека Бујар е анти-естаблишмент, ама реално, пази, три манипуланти се и двајцата се демагозија, ама тоа не е. Три мандати има Меджити во Чаир, а после тоа има негов човек уште два. Апсолутно, он е уствари де факто. Како постои Чаир, што би се рекло во овие демократскиве од 2002 навака, само тоа е тоа, така што, знаеш како, и тоа дерби е многу, мислам, важно, затоа и тука е Мицковски најзагрижен, затоа што ако он веќе знае дека ќе изгуби прилично доста гласови во споредба со парламентарните избори, ако Меджити побине лошо, ќе мора да се оди на вонредни парламентарни, на вонредните парламентарни
трендот е Дуи да освои многу повеќе Да прегази пратерици и Бујар имаше многу една интересна изјава на митингот која ми направи впечаток. Ми се јави од Брисел и ми рекоа дека треба да ветам дека нема да влезем во влада, така нешто во која нема да се решат прашањата за да може да се деблокира преговарачкиот процес. Да. И тука мислам дека Сашо, тој доста, се желни за власт и така натаму, но мислам дека бидејќи главната алка на која се прекршува уствари работата во однос на етнички албанското гласачко тело е ова заглавување на Македонија во европскиот интеграцијски процес. И тука заради тоа Дуи ќе добие ако добие сега. Не за друго. И Дуи нема да може да ја игра онаа игра како со Груевски, знаеш. Добро, ќе дигне национализм, па потоа се враќаат за да најдат решение за ќе си владееме без разлика да напредокот. И тука мислам дека башка односите на Мицковски отиде предалеку во потигање на тензиите меѓу ВМРО и Дуи. И Мицковски може да се најде во една крајно незгодна ситуација во изборите. Мислам, цела Македонија, бидејќи може да добиеме еден парламент кој практично ќе наликува на бугарско едно сценарио во кој ќе се повторуваат повеќе изборни циклуси. Прво да ти кажам дека точна ми се чини твојата процена дека и СДСМ и ВМРО ќе изгубат на гласови, со тоа што ситуацијата не има иста, бидејќи СДСМ ако изгуби на гласови, тоа ќе биде драматично приближување на некакви минимуми кои не знам дали може да се толерира за да бидеш сериозен. Внатре-партиски процеси. Значи, тоа е едно. Второ, губењето гласови за Мицковски нема тони проблем, ќе превеслаат се, но тоа исто така ќе биде многу непријатна порака. Иако морам да ти кажам дека тоа го сугерираат анкетите, но јас веќе со години, иако од професија ми се анкетите, со години сум многу резервиран, па и сега читам анкети последни недели и така натаму, за тоа што го кажуваат анкетите, бидејќи мислам дека многу малку, а во Македонија не сум сигурен, има добри анкетари, дека многу малку од анкетите всушност имаат вистинска прогноза и проценка на ситуацијата. Прво тоа го кажувам 100 пати, затоа што во последната деценија многу е дигнат бројот на процентот на луѓе кои што лажат при одговарање на анкети. Ја очекувам изненадување. Тоа е едно, така што второ, воопшто во ситуација во која што ти не знаеш кој е останат во Македонија, колку ќе се заминати, не во бројка, туку во сегменти кои што имаат политички одредени стратификации, не сум сигурен дали тие анкети можат баш прецизно да одговорат на овие прашања. Значи, не сум сигурен како ќе биде прво излезноста. Во принцип, излезноста овдека е секогаш пристојна, па и голема. Ако е поголема, ќе биде на штета на ВМРО. Ако е помала, ќе биде во корис на ВМРО. Но фактот дека и двајцата лидери, ми се чини, на македонските најглавни партии, ќе се соочат со губење гласови, ќе видиме како ќе го протолкуваат пред своето членство и пред јавноста. Мојата прогноза, толкувањето ќе биде баш незабавно. Одиме понатаму, коди што е се случило. Гласови ќе добија левица повеќе, ми се чини, и тоа пази левица која што јас се уште мислам дека направија стратегиска грешка. Гогојама Пасиев се обидувата да го објасни на разни јавни настапи. Они во десетина големи градови во Македонија немаат кандидати за градоначалници. Нивната проценка секако немаат шанса да победат, а дека тоа би им ги разлекло нивните логистички и материјалните ресурси. Меѓутоа тоа ќе им скрати, ќе ги нема на гласачки ливчиња. И ќе им го скрати потенцијалот за уште илјадници луѓе кои можеби би гласале за нив, а вака нема да гласаат, но и така мислам дека ќе рипнат во гласовите. И затоа овој разговор што го имавме со Меценовиќ е многу важен да го продолжиме. Затоа што мислам дека шират една шарена обланда која што Пасиев тоа уште повешто го прави, која што е многу во еден дел многу плиткоумна, а ќе треба малце да се претресеме во еден подолг разговор околу тоа што всушност им се. Ја мислам дека дело тоа е шоу. Ја мислам дека дело тоа е онака една екзибиција која што дава резултати. И ништо и добро рече, види, се работи за нова генерација која ние уште
со која и види како и да е. Мислам дека ова е една нова генерација која се разбира и ја има нели проблемот со нели неискуство. Едноставно на Фамар, и животно и искуство. Он за комунизмот, на пример, еве ова кога му каже за ние, нели, он нас не представи дека ние сме живееле кој знае како. При тоа, нели, го гледа Фамар на неколку подкасти, на повеќе, ама на неколку кај што подкастерите од денеска во Македонија има валја 1000 подкасти. Подкастерите се негова генерација и дури помлади од него. Види, фини деца поима немаат што зборат. Ама апсолутно поима немаат. Не дека се глупави, не дека тоа е оваа нова генерација ти што збориш. Меѓутоа, на ниво на политичка реалност и некаква длабина на мисла, зиро. И тоа е нешто што можда и ние сме биле такви борени, не знам. Ама затоа ти кажувам. 45 години веројатно. Да знаеш, сме имале тој тип на нели адреналин бунтовен, но искуството прави многу работите ги, нели, јасно ти е, зашто зборувам. Како и да е. Мислам, јас не би судел што е како е, поготово кога станува збор за Амар, па си е веќе една друга варијанта која може друга би патологија. Друга патологија која може би да ја осудам, но кога се станува збор за Амар, мислам дека човекот има што да каже и мислам дека со диалогот со луѓе како него е потребен. Да, ма знаеш како беше, како беше у комунизмот? Таквите брзо ја губат главата. Значи го скидат у моментот кога ќе се види дека може и да загрози некој интерес на високото раководство на левичарската партија. Добро, тогаш уште да завршам уште со албанците, ако ми дозволиш, бидејќи мислам дека тоа е една вистина важна приказа и твоите оценки се отприлike тие. Многу ќе биде важно да се види што ќе се случи во Чајри во Тетово. За Тетово разговарам како и ти, ние имаме многу широк круг на луѓе со кои разговараме, луѓе кои се од Тетово, луѓе кои се со албанци, со македонци и така натаму. Никој нема точна прогноза. Во трката во Чаир беше пата до скоро, сега веќе не сум сигурен. Не води Бујар, што знам. Па анкетите што ги имам гледано од пред 2-3 недели беа многу блиски. Сега со овој развој на настани за кој што разговараме, веројатно таму нешто се мрда. И можно е да тоа оди кон Бујар. Така што, види, исходот ќе биде веројатно одредена агрегатна победа на ВМРО во смисла на градоначалници и советници со помал, па можда и многу помал број на гласови, на кого ќе му биде спротиставена една нова клима меѓу албанското гласачко тело и ова инсистирање кај избори нема да има, всушност ќе биде легитимна тема веќе негдека од зимово да се разговара. Сега ти кажам каков удар му се прави на Изет. Изет стварно не му е лесна ситуација. Види, сега ќе кажам, сакам една информација, баш када споделам, мислам не е објавена никогаш. Откажана е договорена посета, планирана посета на албанскиот председател на Македонија. Ние знаеш дека сме прилично изолирани меѓународно во последно време, имаш словачки председател, Словачка и Унгарија. Поготово со соседите немаме никакви релации, што е, знаеш. И сега планирана посета, председателот треба да дојде во тој период дека тече тој процес во кабинетот на председателката, односно единствениот патем албанец во председателскиот кабинет, како член на Советот за национална безбедност, е еден постар лик, не би се занимавал со неговото име, кој вака им е познат на службите како нели доста лојален на оние стари служби кои од времето на комунизмот и тој лик интензивно пишува на Facebook нонстоп против председателот албански, против Рама, против владата и албанците од Тирана се уваат и укажуваат на проблемот. Или што не сум го знал, не го следам тоа. Па да, затоа сакам да ја споделам информацијата и посетата е откажана. Сега, билатералните односи со значаен сосед. Многу значаен. Па и заради нашите домашни околности. Состојбата, позицијата на албанците во застапеноста
во кабинетот и со кои луѓе е таа, бидејќи тоа се враќаме на, се сеќаваш у времето на негде па и Југославија, па и у Македонија, тоа продолжува. Ово е добар албанец. Пошто нели тој што е лојален, што си тој е добар албанец. Значи таа соработка со тој тип на добри албанци на меѓути многу штета му прави. Мислам, но не знам кои се проценките внатре во коалицијата, но по повеќе основи тој тип на политика, ода колку и да се обидуваат да ја кријат, да е во позадина, она излегува. Еве вака. Нели? Така што еве, да видиме. Борјан, премавнавме еден час, ми се јавуваат луѓе ми викаат треба повеќе да разговарате, ја упорно држам дека 70 минути се доволни за подкаст, бидејќи на луѓето им здодеваме, има луѓе кои се многу поинтересни од нас, па издржуваат и по 3 сати, реферирам на Инфобакс, таму се илјадници, ама тоа не е под... Шампиони, не, 3 они се шампиони во Македонија, 3 до 4 сата, 5 пати во недела. Неверојатно. Тоа кондиција... Тоа одма златен медал, фала, државна пензија, ајде се здрави. Од за 25-та имаат медаљата и одма да им се даде за 26-та. Бичко да се сети од државна пензија, да ги испрати да се слободи од нив, иначе вака му прават проблем, не виде. Инаку, мислам дека следната треба со нив да не биде. Мислам дека ќе биде згодно за да они до тогаш 5 пати ќе ги прокоментираат изборите, ама ќе седеме малце следниот петок веројатно заедно да ги искоментираме сите случувања политички, да ја повториме оваа заложба на Амар да излезат што повеќе луѓе на гласање, бидејќи сакав уште да кажам за последната на Водерлайн. Па добро, да, тоа го забравив. Види, и една споредба кратка околу, да не навлегувам кој распоред ние дојдовме, дека немаше пресконференција, дека многу кратко беше, дека во 4 очи беше разговор, да не навлегувам во тоа. Кратко, ние добивме, ми се чини 16 милиона. Како не и помалку. Како резултат на реформската агенда. Албанија доби 100 милиона. Како резултат на реформската агенда, а и како илустрација на однос на Брисел кон Борјан. И уште една многу битна порака. Сите кои говореа, нема проширување, не е тоа. Значи, проширување, Црна Гора и Албанија ќе си влезат до 28 во Европската Унија. Црногорците другата година им се укинува роамингот, ја усогласија визната политика цела, Албанија тоа го прави и уште нешто многу важно. Во независен видов еден алармантен податок. Огромно мнозинство на млади од Делчево, Берово, Штип и така запишуваат факултет во Бугарија. Оваа година 600. Ако влезе Албанија 28, Западна Македонија ќе оди да студира во Тирана. И на здравје нека име на сите кои планираат разноразни политички партии, која сака да дојдат да ми кажат, би сакал, кои се нивните планови за перспективите на Македонија. Слушај, ние сме во таква хаварија со нашата европска и меѓународна агенда, што мислам дека ќе ни треба барем едно 5 сати емисија за да можеме сите детали да ги дообјасниме. За вечера мислам дека е доволно. Доста е. Се гледаме следниот петок, веројатно заедно со Инфомакс, со тоа што тоа ќе трае едно 2-3 сати. Благодариме за вниманието. Одете на избори, гласајте без разлика за кој. Така е, гласајте. Ајде, пријатно и убав викенд.